Здраво, јас сум Александар Димковски, учам во Владо Тасовски и во оваа видео ќе ви покажам како да се пополнат следниве образци според следнава задача. На ден 4.3.2021 година во поштата 1000 Скопје испраќачот предал вредносно писмо од 1000 денари со тежина 120 грама со приимен број 123. Како примач на вредносното писмо е Петар Петковски кој живее на улица Кочо Рацин, број 56 Скопје. По изминатите 10 календарски денови примачот кој ги очекувал парите го известил испраќачот дека тие се уште не се пристигнати. Испраќачот тој ден покренал рекламациона постапка преку пополнување на образецот по барувачен лист во поштата во која го предал вредносното писмо. Поштата направила обид да го пронајде вредносното писмо, но неуспешно и на ден 24.3.2021 година на испраќачот му исплатила надомесна штета. Пополни ги следните образци: потврда за приемна пратка, побарувачен лист пополнат од двете страни и барање за надомесна штета. Прво почнуваме со пополнување на првиот образец, тоа е потврда за приемна пратка. Кај примач запишуваме Петар Петковски, на втората линија неговата адреса, улица Кочо Рацин, број 56, пишуваме 1000 за Скопје, број 1000, поштенски број, Скопје, па отпечаток од поштенски жиг тука. Приемен број читаме во текстот 123, масата е 120 грама и поштарење за оваа пратка е 138 денари. Потоа посебни услуги, откупнина нема, вредност е 1000 денари и посебните услуги ги шкртам. И потоа подпис на испраќачот, вашето име и тој што пополнува. Моето е Александар Димковски. Кога пополнуваме вториот образец, тоа е побарувачниот лист. Започнуваме со за, да се означи видот на пратката. Во текстот гледаме дека е вредносно писмо. Посебни услуги нема, ништо нема да напишеме. Кај приемна пошта е 1000 Скопје. Потоа ден на приемна пратката 4.3.2021. Потоа приемен број е 123. Вредноста е 1000 денари. Тежината е 120 грама. Наплатена поштарина за пратката е 138 денари. Откупнина нема. Начин на повокување не пишува. Содржина на пратката е вредносно писмо кое не е врачено на примачот. Потоа адреса на испраќачот. Не пишувате својата адреса или некоја измислена адреса. Адреса на примачот е Петар Петковски, па Петар Петковски. Неговото место на живење е улица Кочо Рацин, број 56, Скопје. Тука ништо не пополнуваме. И тука исто така, потоа во Скопје, датум 14.3.2021. Потоа отпечаток од поштенски жиг. И подпис на испраќачот, вашето име. Го пополнуваме решението на побарувачниот лист. Кај првата побарувачна пратка испратница, тоа не треба, второто не треба, третото не треба, четвртото не треба, петото и шестото треба. Не пристигнала во одредиштето, пишуваме 1000 Скопје. Ставаме поштенски жиг. Потоа 7-то не треба, 8-то не треба, 9-то не треба, па 10-то треба. Ставаме поштенски жиг. Исто така овие треба да се заупрачат што го обрахме. Бројот 6 и бројот 10. Потоа читаме со оваа изјавувам
дека пратката што се побарува со овој побарувачен лист до денес не ми е вратена ни преку поштата, ни по некој друг пат. Се заокружува првото, потоа пишуваме во Скопје, датум 17.3, подпис на примачот Петар Петковски, потоа исто така пишуваме во Скопје, 23. Вашето име, подпис на поштенски вработник, тој што го обработува листот, па сега отпечаток од поштенски жик. Исто така тука треба поштенски жик уште еден. И со овој образец завршивме. И тоа е тоа за овој образец и за оваа задача. Благодарам на вниманието.